буквално си осуден да луташ по доктори, по вати, бирократија. Сето тоа изгледа како да стоиш на еден перон, возот место да застане, поминува. И ти трчаш да го стигнеш. И никако не можеш да се качиш. Во тоа време кога ние дознавме за диагнозата на Маркијан, тоа ми беше најстрашниот, да кажам, факт, дека постои лек, а не можеме да го примиме во Македонија, затоа што е премногу скап и затоа што не можеме да го шверцуваме, тоа е исклучено со рецепт. Довоз оке кој издржиш, викам има и позитивна на работа, целото тоа што сум изморен, викам немам сила да се убиам вечерно. Не им се допаѓа тоа што го кажуваме, затоа што тие сакаат да представат поинаква некоја реалност која што не постои, нели, од страна на кој да дојде на власт, значи воопшто нема разлика. Ако може една општина да издвојува пари за фудбалски клуб во тој град, например, некој пати по 500 милион евра, значи со 500 евра ќе се направи добар центар во тој град. Значи премиерот Мицковски е актуелен да дојде да издвои 3 дена. Еден ден кај дете со аутизам, ама што е кој што е со тантрум и мертензи, значи да види како се живее. Да не спие. Дете со церебрална или дете да доживее премиерот 24 часа со дете со мускулна дистрофија, кој што интелектуално е супер и тоа дете е свесно дека ќе почине. Дојде 24 часа да ми го видиш живото и ако имаш човечко во тебе, ќе сванеш дека јас не сум против тебе. Значи милиони евра се дава за денови на дрвото, ни 1% од тие дрва не преживеа. Дојдовте во клиника за се. Јас сум Менчата Насова Точи. Што се случува кога родителите ќе сватат дека најголемата борба не е диагнозата, туку системот? Во Македонија, семејствата на лицата со посебни потреби се уште се борат со основни услови. Дневни центри, институционална поддршка, достоинствен живот и помалку предрасуди. Во клиника за се искрен разговор со двајца родители кои секојдневно ја живеат таа реалност за љубовта, исцрпеноста, стравот од иднината и прашањето што ќе биде со нивните деца кога ни веќе нема да ги има. Добре дојде са Ребека Јанковска-Ристевски и Зоран Мијалков од Штип. И двајцата сте представници на здруженија. Ребека, дајте ни крилја, Зоран, сплотени срца. Да. Благодарам што одвоивте време и успеавте да се организирате, да дојдете тука во студиото на овој разговор кој што државата, системот веќе долго време го бега да го реши, како да кажам. Избегнува да го реши. Јавноста ве знае и двајцата, вие сте борци за правата на сите деца, не само за вашите. Инспирација сте и поддршка на многу родители. Ребека мајка на Маркијан, 19 години, Зоран на Петар, 21 година и Никола, 14 години. Кој беше најтешкиот момент кога свативте со што треба да се соочувате? Многу има такви. Многу има такви моменти. Што ќе ви падне прво на памет? Ве враќам малку назад, нема да ве малтретирам со историски биографски моменти, меѓутоа малку да се вратиме на назад. Најтешко на мене ми беше прашањето кога така ме воспита, кога имам проблем, да не ме обземе проблемот, туку да видам на кој начин ќе го решавам проблемот. Мене најтешко ми беше прашањето дали јас ќе бидам добар татко на дете со посебни потреби, затоа што не си спремен за такво нешто. Никој не е спремен. Никој не е спремен, ама се соочив со тоа дека и нема кој да те упати во оваа држава. Значи нема рана диагностика, нема рана помош на родителите, значи треба психосоцијална помош на родителите како прво, а тоа го нема. Буквално си осуден да луташ по доктори, по вати, бирократија, во меѓувреме треба и да прифанеш дека нешто твоето дете не е како другите деца.
се учува се еден родител да прифане, да прифаќа делкиот, да не прифаќа, па кавги, па... На мене ми беше најважно и најстрашно на кој начин јас ќе одговорам на тоа. И си реков дека јас молам да се потрудам да бидам најдобриот татко што може да биде и дека ќе биде тоа процес. И фала му на Бога, јас се фаназ за Бог у целата работа, дека молам да се држам за Бог. Така сум и воспитуван, дека тоа ќе ми помогне да бидам добар татко. Оти нашиот Бог, ние кои што веруваме у Исус, веруваме дека тоа е наш добар татко и одручив дека јас ќе се трудам да бидам добар татко. Човек мора да верува во нешто. Ребека? Менче, ти благодарам што не покани. И многу пати, не канат со соки, ама ние секогаш немаме време, нели, да одговориме на тие покани. Со обврски. Обврски многу. Убаво кажа на почетокот дека не е најтешкиот момент при фаќањето на дијагнозата, туку борбата со системот. Обсежна и широка е таа тема на какви се... Ќе разглобиме ние. Сега за првото среќавање, јас знам дека еве и сопругот ви е лекар, вие ја знаевте патеката на некој начин како да одите. Еве, со помош Па ја откривавме. На неговата професија ви беше. Така, може би поулеснителна околност ви беше, меѓутоа ситуацијата беше таа. Побрзо доаѓавме до информации, но истото што сето она што го кажа Зоки, или да не повторувам, страв како ќе се соочиш со тоа, дали правилно ќе постапиш. Јас често пати велам, сето тоа изгледа како да стоиш на еден перон, возот место да застане, поминува и ти трчаш да го стигнеш и никако не можеш да се качиш. Такво е чувството, затоа што поготово кога имаш дете и со ретка болест, каде што, да речеме, во тоа време кога ние дознавме за дијагнозата на Маркијан, тоа ми беше најстрашниот, да кажам, факт, дека постои лек, а не можеме да го примиме во Македонија, затоа што е премногу скап и затоа што не можеме, нели, да го шверцуваме, тоа е исклучено со рецепт. И тоа е доживотно. Така, и таа борба траеше 4 години и секој ден ми беше многу тежок, затоа што, нели, има лек, а ти не можеш да му го дадеш на своето дете. И фактот дека тоа што касниме да му го дадеме лекот, значи се поголема и поголема попреченост кај Маркијан. Маркијан да го примеше лекот, да речеме, на време, порано. Да, уште кога беше многу мал, неговата попреченост ќе беше многу помала. Така да тоа е еден, да речем, страшен факт кој што, нели, како родител треба да го живееш и да се носиш со тоа, но за цела среќа, нели, направивме повеќе здруженија Алијанса за ретки болести, па се изборивме да ставиме многу лекови за ретки болести и сега го пиеме тој лек. Имало многу тешки моменти, соочување со системот, тие се најтешките. Потоа ќе зборуваме, нели? Ќе зборуваме за тоа. Но, вака да го издвојам ова, сме зборувале јас и Зоран во многу наврати со какви, нели, предизвици се соочуваме. И сега, нели, ќе видиме како ќе се подсетиме. Зоран е самохран татко на двајца синови, кажав Петар и Никола. Преку вашите приказни на социјалните мрежи ги запознаваме овие прекрасни момци, нивните доживувања, но товарот со обврските и се останато го носите вие. Како изгледа еден ден во вашето семејство? Мојот ден трае повеќе денови, може да се каже. Значи, јас морам да станам многу рано за да припремам довучок и то гледам да е добар довучок со витамини, минерали, значи овошје. Јајца, например, гледам да набавам од село. Имав помош од мајка ми. Последните 2 години мајка ми е во кревет и од кревет до фотеја поради тоа што чекаме и кај неа системот затајува, затоа што чекаме веќе тоа година за операција на кок да се случи, за да биде на нога, да може да ми помага. Сега таа самата се чувствува терет, ја и кажав, не си ми терет, мајка си ми. Ама сега е буквално се на мене и околу мајка ми, околу децата, значи станам и за да одам на работа, обично, мајка ми е сковна, ми е префрлала му фотејата, пренесам јадење, довучок, вода, се што треба и буквално отидам на работа и на Бог ги оставам
мајка Децата. и децата и сум под стрес цело време, сум на мобилниот, да не се случи. И Петар знае да добие епинапади, знае да добие мелтинзи, значи тоа е само агресија се случи да добие. И моите ваци може да ги видите сега, ништо не е дава да му ги моите ваци, оти подобро мене да ме повреда отколку себе. Трчам од работа до дома. Скратено работно време. Ручекот е повторно на вас. Повторно е на мене. Да кажем дека државата ни даде скратено работно време, ама зимаме помала плата. Тие што сте оштетени сме во тој погред, не сме ние, как викаме во Штип, не сум фајал за да сум земал работно време, значи поради голема причина е тоа скратено работно време земено, ама меѓутоа државата само до посечната плата ти ја исплатува платата, сите други пари ги губиш. Например, јас губам околу 20.000. 20 и нешто илјади. Покрај сите жртви, жртвата и значи, тоа. И финансискиот дел. И финансискиот дел, значи државата на тој начин. Тие што се до посечна плата си ја зимаат целата, ама ние што сме над просечна, ги губиме тие пари. Има професорка на факултет која што губи над 50.000 денари. Например, поради скратеното, а не од што таа сака, туку мора. А зошто е наскратено? Затоа што нема центар каде што детето би било згрижено додека си ти на работа. Така. После на вечер ги шетате? Готвам, ги шетам, Никола го носам на школа, додека е Никола на школа, цело време шетам со Петар, дојдеме си дома, значи истушивам. Да се измори. Па не се изморуват, шетаме по 20-30 километри. Рекордно е 46 километри во еден ден. Вечерно време па да апна да сготвам нешто и да ги се припремеме за спиење, некој пат и не заспијат одма. И на мене ми се сведе обично, ајде заспијат 11-12, после мене мисли и од думов некој пат и ми се фаќа неколку часа само сон во 24 часа. Да спијам и утрето па одново и па одново и па одново е тоа. Да се смеам, фала му на Господ за црниот хумор, кој ми паше долу зоки како издржиш, викам има и позитивна на работа целото тоа што сум изморен, викам немам сила да се убивам вечерно време. Гледам да заспијам и да се одморам. Кај вас, Ребека, покрај Маркијан имате и двајца други синови, близнаци, напорно, динамично. Престана со пеењето, верувам. Па тоа беше неминовно. Тоа беше неминовно. Откако нели ја добивме диагнозата, честото одење во дневна болница, прегледи, патувања често во странство, многу напади епилептични до негови 4 години и 8 месеци, секојдневно по 100 напади, така да сето тоа беше еден период кој што мораше така да се живее, мораше да се одбере, нели, нормално тама работа, грубо и да се каже дека да се одбира помеѓу дете и кариера, но ние со Мики буквално така се гушнавме и си рековме еден ќе работи, еден ќе се грижи за Маркијан и така теравме. Сето она што го кажува Зоки е приказна на многу родители. И јас и Зоки сме во комуникација со многу родители кои што живеат слично, кои што имаат огромен терет затоа што немаат систем. Најверојатно она што ние го зборуваме овие долги години, како е, нели, и што треба да се направи за овие деца, не е нешто што е интересно за луѓето кои што доаѓаат и си одат од власта, затоа што се работи за една ранлива категорија која што можеби голем дел од таа и не е работоспособна. Ама се проблеми што може да се решат, што се решливи? Точно, но знаете како, јас спомна Зоки многу работи во неговиот, нели, одговор сега, дека таа плата се намалува, 4 часовно работно време. Баш вчера па ја зборував со една мајка која што вели јас не имам шанси да стигнам да го земам моето детенце, малечко е 7 години, од Златан Сремец, каде што оди во тој како некој сега дневен центар, односно регионален ресурсен центар, затоа што вика моето скратено време е до 4, но јас вика за да стигнам до таму ми треба време. А до 4 можам да го оставам, иако редовните училишта работат до 5.
а таа не може да го остави повеќе, мора да стаса, значи дури и скратено да работам, вика јас не можам да стасам. Да го земе, да. Да, така да сите овие работи никако се направени формално, не знам како да кажам, колку нешто да се направи, ете за некој да се реши проблемот, за некој можеби не. Мислам, сите овие нешта со кои што ние се соочуваме секојдневно, се решаваат со една национална стратегија. Се решаваат со акциски план. Се правеше стратегија која што никогаш не беше усвоена. Акцискиот план, не знам што се случи, јас учествував во тие дебати, но она што сакам да го кажам, конечно се отворија толку министерства без ресурс. Зошто да немаме министерство или не знам како и да се вика агенција или за лица со попреченост, да. затоа што толку се наталожени проблемите на лицата со попреченост да ние мораме да ги фатиме проблемите секојдневно да ги решаваме, не со собраниска група за лица со попреченост, не со група во влада за лица со попреченост, пошто постојат такви тела, треба секојдневно да се позанимаваме посериозно со оваа работа. Затоа што во земјите на запад таму имаат системи. И тоа толку лесно оди. Зашто сите кои што се иселија во Германија или сега да не ги редам сите земји, веќе немаат проблем, си работат луѓето, доаѓа дома кај нив човек, го зема во 8 сабајли или 9, го носи детето на сите активности, вежби, физикална, дефектолози, се што треба и го враќа во 4. Некои деца спијат од понеделник до петок поголемите, сабота и недела се ги земаат дома родителите. Но поради тоа не треба да се откажат од старателство. Тие се повторно старатели, а државата се грижи за нив. Така. И работат голем дел од нив затоа што на време почнало да се работи со тие лица, тие се социализирани со долги години, со текот на времето тие лица можат да бидат голем дел од нив во современото општество работоспособни, корисни. Така. Да. Затоа го поставив прашањето на почеток. Што е дијагнозата во однос на системот? Така, и не сакав сега да се навратам како ова што го збору Зоки, јас како живеам лично. Да, тешко е. Најтешко да речеме. Водите два фронта. Да. Битката со системот и битката дома со Тоа е најтажното и дури и воздруженијата. Дури веќе сме и непожелни гости на тие дебати и средби. Не сме ни поканети. Затоа што не им се допаѓа тоа што го кажуваме, затоа што тие сакаат да ја представат поинаква некоја реалност која што не постои, од страна на кој да дојде на власт, значи воопшто нема разлика. И убаво кажа во нашиот разговор пред Европската комисија, извештајте секоја стои дека се е во ред, се е добро и е средено. Од странство луѓе тука со деца со посебни потреби, тука да живеат. Многу убаво ќе рече, да, така да. Сакам пред да најавам совети. Маркијан заврши средно училиште, но така. Маркијан заврши, многу малку одеше во училиште, затоа што училиштето е во многу очајна состојба, морам да ви кажам, каде што оди. Условите не се за лица со попреченост. Ако појдете сега во училиште Менче, во дворот, кога трае школската година, ќе видите едно 15-20 родители кои што седат во школскиот двор и ги чекаат децата. Не можат тие кои што се таму во тие услови да се справат со децата, зашто нема искрено за сите деца таму соодветни услови. Дворот е отворен, Маркијан 2 пати истрчуваше на улица до црквата горе во Свети Јован. Така да сакам да ви кажам, многу работи не се како што треба. Прво самата позиција на училиштето, Мислам многу работи. Но фала му на Господ и тие неколку пати што беше, сепак Маркијан и одеше од време на време. Сега многу интересно што можат пак да се запишат и сега е позрел, можеби овој пат ќе одиме повеќе. Но услови инфраструктурни. Значи страшно, срамота. Кај вас Петар за жал нема основно образование, зошто му е скратена таму? Значи Петар одеше до второ одделение, но тогаш немаше уште инклузија и немаше асистенција, немаше ништо. И јас прво бев асистент, меѓутоа не можев со работата, од 8 часовно работно време, работив и друго за да можем да возможам супременти, испитување и се. Да, почетоците мојата сопруга психички не можеше тоа да го поднесе да биде асистент на детето и ни кажа, значи, за да ви оде на школа мора да има асистент. Ја немав пари да платам асистент и моето дете беше испишано од школата.
И тоа е сега приказ за имавте- честа. Читав дека имате на социјалните Да, и мрежи сега дека имаше можност момент, да се вработи. имаше можност да се вработи, не можеше да го вработат затоа што нема образование и значи пријател сакаше да го вработи, да вари кафе и чај. во секоја Тоа знае тој да го институција прави, има, да. нели, така? Тоа знае во приватно беше ова, да биде вработен Петар за да ми помогне човекот. Така, негова добра. Значи државата у суштина и ќе добиеше затоа што посебниот додаток ќе се прекинеше, немаше да има потреба да го дава. Ти си добиваше Да. плата. Иако тоа е една сума која е смешна сума. Смешна, да. Смешна сума која што не знам, суштината е дека еве моментално се збори дека во економијата има потреба од работници. Сега имаме ние работници тоа високо квалификувани што седат дома. Зошто седат дома? Затоа што имат деца со посебни потреби. Значи не можат да се активираат на пазарот на трудот затоа што нема кој да им се грижи за децата, За нема нивните центри, деца. нема ништо. Значи ако се отворат овие центри, на пазарот на трудот ќе влезат родителите кои што сега се приморани да седат дома и да ги чуваат децата и Но- да паѓат во депресија. Но Зуки, и да постојат центри, многу малку се тие кои што функционираат. А да, не функционира. Физички Да. може да постои центар, ева и најубав да биде на светот, Да. доколку нема кадар кој што си ја знае работата и кој што со Да, љубов точно. пристапи на децата И повеќе центри. и едукација, Така. нели, треба да имаме и персонал. Треба и да знаеме како да ги стимулираме овие луѓе кои што работат, Да, тоа е да. тешка Така е. работа. Така Треба е, да најдеме така е. начин луѓето да сакаат да работат, па и волонтеризам и еве и пензионерите сега можат да се вклучат. Така. Но пак за тоа треба некаква стратегија. Пак треба посебни правилници. Треба да ги мотивираме на пример еве да имаат бесплатни Да. карти или да имаат бесплатен влез во театар, па за пензионерите да има некој попуст уште додатен, нели, за лекови. Некако да се стимулираат Така, луѓето да така, влезат стимул. во ова. Ни Да фала можат да се најдат во таа алка Да, сите да, заеднички. Да, луѓе не достигаат кои што ќе сакаат оваа работа да е работа, зашто искрено па и тие не се многу платени. Нивните примања исто Да. се многу мали. Да. А и главен проблем во суштина е што нема, значи ние Редовно немаме регистри. За да статистика, можеме, да. еве, јас да сум председател, Ребека премиер, не можеме да го решиме прашањето, Така. затоа што не знаеме со која бојка, Да, од прилика значи од прилика, се смета дека 10% е од, Ама ти нели? за да направиш, светски за да дека направиш да. стратегија, значи државна и по градови, ти треба да знаеш од која категорија деца и младенци имаш во тој град. Тоа И лесно врз може основа- да се направи. Може, беше пописо, можеше тоа да се направи, меѓутоа не сакаат затоа што сме огромна бојка. Значи огромна бојка Не излезат на не ја недели одговара, сите затоа што работи, да. толкова бојка реално во Македонија може да бутне вада. Баш така. И да одаучи таа бојка кој ќе биде градоначалник, кој ќе биде во совет, кој ќе бидат пратеници, Има многу. министри, значи нема многу. Многу различни. И тие не сакаат да ова бојка да стане свесна колку може да биде елемент кој што ќе одлучува во оваа земја. Например, еве во општина Штип или во Скопје, град Скопје, значи. Колку има во Штип? Еве да речеме, Колку и има во еве да речеме и семејство? 5% да се семејства кои што имаат деца со посебни потреби. Значи според мене би било фео 5% од општинскиот буџет да оди за овие лица. Значи, општинскиот буџет оди за се и се што, а за овие деца не се издвојува Не, ништо од буџетот. 1%, обично е тоа милостина Да. од страна на општината. Јас никогаш не сум го искористила тоа, но има да речеме 500 евра некоја општина тоа дава ништо не на е. годишно ниво, но сакам да се ослободиме од тој начин на размислување. Не треба милостина да се дава. Финансиски Да, од- пример, Не ако треба. може, ако Значи, може, треба да. асистенција, ни треба систем. Ако може една општина да издвојува пари за фудбалски клуб во тој град, например, некој пати по 500 милион евра, значи со 500 евра ќе се направи добар центар во тој град. Спомнавме центрите, вие најавувавте нешто, дури и бојкот во Штип. А ние ќе го блокиравме. Јас се сеќавам едно време, кампувавте пред Ма не, собрание. они разбаа дека ја ги организираа родителите, околу 80 родители бевме се организирали, ние планиравме со нашите возила, еднонасочни се улиците во Штип и приоди има 2-3
за во градот, ќе ги паркиравме возилата, ќе ги извадевме гумите на возилата и градот ќе беше блокиран. Со нашите возила, ако треба и со нашите тела ќе беше блокирано, и веќе И до каде е таа работа со центарот сега? Одма наредниот ден тендево се распиша. Добро, и тука се отвори, ми се чини, во Кисела Вода еден центар, ама не е доволно. Има повеќе центри во Повеќе? Скопје веќе. Се отвори еден во Карпош, се отвори во Мојот свет во Ѓорче. Така да Маркијан веќе оди во дневен центар по 6 часа. Но знаете каква промена е тоа во нашето семејство? Прво, Маркијан е порасположен. Значи, има другари. Едва и чека. Едноставно... Сака, значи. Да, сака да оди. Така да, сето тоа е потребно за нашите деца да бидат расположени. Како секој еден од нас. Замислете вие дома да сте цел ден со едните исти луѓе и да немате друштво, да немате... Баш тоа го доживува сега. Да, знам. И би бил сигурно многу поинако. Поинако. Да. Анксиозност му се јавува и депресија, веќе и стравови, веќе буквално собствената куќа не се Психологијата се менува, немање комуникација со други луѓе, сакаат тие гости, сакаат додат на гости, сакаат додат исто како секој човек, нели? Со асистентите има ли сега проблем? Порано имаше. Па и нема, не. Видете, прво во конвенцијата која што ја имаме нели ратификувано, за лицата со попреченост, има многу нешта кои што треба нели да ги читаме, да умееме да ги прочитаме. Но дел од лицата со попреченост кои што имаат да речеме телесен инвалидитет, многу често се негодуваат во однос на тоа дека лицата со аутистичен спектар се лица со попреченост. Искрено, често пати сме имале, да кажам, конфликтни ситуации и тоа исто не е добро. Но се додека не сватиме дека сите заедно сме во оваа борба, нема да можеме да се избориме. Никако да сватиме дека ние заеднички треба да извојуваме оваа борба, да не се двоиме, вакви лица, такви лица. Сите имаме исти потреби, слични да кажам, и да не се плаши никој дека ние ќе земеме нешто од колачот, па нема да остане за нив. Не, треба да се избориме за системски промени, каде што сите ние ќе имаме некаков бенефит и ќе направиме нешто подобро во оваа земја, затоа што ние не сме ни први ни последни. Во светот и други земји имале проблеми со години, па се смениле нештата. Еве конкретно во Нов Зеланд има министерство за лица со попреченост. И тие имаат многу убав систем. Шведска, Италија. И таа инклузија да не се сваќа како црно-бело, нели сега мора инклузија. Многу од овие деца треба да им се даде шанса за инклузија. Но многу од нив баш напротив им треба и специјално училиште. Не по секоја цена. Затоа што ние немаме доволно кадар, ниту па оние нека ми простат образовниот кадар во училиштата, не секој може да се справи со овие деца. И не секој може да издржи нели сето тоа што се случува во еден ден во школа со дете со попреченост, доколку посебно ако нема детето асистент, пошто многу деца немаат асистенти, еве да одговорам на тоа се уште, па некои деца дури не можат да имаат асистент, конкретно Маркијан сега колку што е голем, еве и Петар, тој истрчува, не сака никој да се земе одговорност да го шета нели низ град, низ сообраќај, тоа е голема одговорност и јас ги разбирам луѓето на вистина. И така да за секое дете треба да има баш еден пристап индивидуален. Секое дете е различно, не постојат таквите деца. Обично луѓето велат, и тој има такво дете. Какво е тоа такво дете? Сите деца се различни. Сите лица со попреченост имаат различна психологија. Ама нема такви деца и да се аутистични, секој едно е различно, има 300 видови, не знам колку на аутизам. Не може да кажеме таквите деца, ако едно дете чита, друго не чита, ако едно зборува, друго не зборува, ако едно гледа на компјутер или на таблет, трето не и така натаму. Освен финансискиот и психолошкиот товар, вие финансискиот купувате лекови, витамини и такви работи, суплементи. Тука е дискриминација, верувам, директна или индиректна. Се среќавате ли со такви работи, ако верувам во Штип вас ве знаат, се навикнале луѓето? Не знаат, меѓутоа има дискриминација. Има дискриминација. И свесна и несвесна. Да. На тоа мисля. И свесна и несвесна. Тоа е многу интересно.
Конкретно за ковидот, Да. пошто Маркјан нели одеше во Да. школа, децата беа првачиња, јас нели морав да седам буквално да ги описменам, нели пред Така. компјутер, не знаеа ни што е компјутер. Има неполни 6 години. И значи, тогаш никој не се, да кажам, погрижи за Маркјан. Ние немавме ни асистент, никој не дојде дома да види како е Маркјан тие 2-3 години, додека беше ковидот, 2 години фактички. И тоа беше толку тешко за менаџирање. Сопругот одеше на работа, лекар. Јас бев сама со 3 деца кои што требаше да учат секој ден онлайн и да го менаџирам и Маркјана, при тоа и домот да го гледам. Мислам, вака кога зборуваме, јас знам дека е тешко да им го приближиме се тоа на што го живееме. Затоа што кога немаш лице со аутистичен спектар или со било каква друга попреченост, Тешко е да тие имаш разбереш. некоја слика Да, така, од да, прилика, така е. нели, или гледаш филмови кај што аутистичното дете е лекар. Или кај што аутистичното дете е, не знам, сликар или музичар. Тоа се обично деца кои што се многу малку, тие се многу функционални, обично се со Аспергер синдром, така се Така. вика тоа. И такви се малку тие примери. Не е баш така розово, дека тие имаат талент за нешто голем. Има такви дечиња и лица, но не се сите такви, не можат сите да бидат такви. А ние во државата наша се соочуваме со многу проблеми. Имате ли бенефиции во здравствениот систем, партиципација, стоматолошките услуги ми се чини дека под анестезија се изведуваат. Да, меѓутоа се чека. Чекаше порано по неколку месеци. Сега не се чека. Каква е ситуацијата сега? Сега малку е скратено тоа време за среќа. Меѓутоа во помарите градови особено не можете ни да замислите во селата каква е ситуацијата. А замислете болка за болка. Да. Тоа не си На издржува. лицата со посебни потреби, значи не секој човек може да се снајде бирократски, еве од некој повиштипско село и онда треба или од Зретовско село, планинско, и онда треба да се снајде за да дојде до клинички, за неговото дете и да го ватат за да биде забите да му бидат поправени. Што треба со општа анестезија? Често. А треба да закаже термин, И термин, и да дојде- Не, мора да се закаже. Да дојде Мора да се еднаш, закаже. па да Освен некој ако се откаже, па да Да. го земе И местото. ако е детето со Има болка, страшно е. дополнително тоа Нервоз. можам да замислам. страшно е, значи имаше случаи кога деца починаа. Не само од забит, туку и од цреп од црево, затоа што не знае да си каже тоа дете. И меѓутоа оваа држава тие работи се прикриваат, се ставаат под тепих. Проблем, јас најболна работа во врска со функционери државни години и години наназад и сега ми е што они мислат дека еве сега сум во емисија као ние нив ги напаѓаме. Не, ништо ја кажуваме- Не, ништо не е лично. зборуваме за Така. Да, ние кажуваме реалноста. Позиција Да. кога може да смени. Да ги решат И работите. тие имаат чувство дека ние нешто сме против нив и ја милион пати сум рекол. Така е. Ние не сме групи, ние И луѓе ни да се одиме љутат. против некој кој што има реално мог да ми помогне. Така е. Значи треба да сум Напротив. Да. И многу пати сум ми рекова, никој пат не го прифатија тоа, да ни бидат гости 24 часа дома. Така е. Значи премиерот Мицковски е актуелен да дојде да издвои 3 дена. Еден ден кај дете со аутизам, ама што е кој што е со тантрум и мелтинзи, значи да види како се живее Да не во таа спие, фамилија. да Дете со доживеа. церебрална или дете еве да доживее премиерот 24 часа со дете со мускулна дистрофија, кој што интелектуално е супер и тоа дете е свесно дека ќе почине. Значи, да го доживеат тоа. До сега не се прифанаре, еве. Никој Пак нема ги да Еве прифати. може ќе не слушна, дајде да да. видиме, Нема може никој ќе да Дека прифати. ќе се јас пријави им реков, премиерот. еве, дојди, биди ми гост, јас ќе ти изготвам што сакаш, убаво готвам, само ти да видиш каков ми е на мене животот. И ако речеш дека на Зоки му е окей животот, ја ќе се повречам, викам, и од активизам и од се. Оти ќе испадне, еве, Зоки важи. Дојди 24 часа да ми го видиш живото, и ако имаш човечко во тебе, ќе сванеш дека јас не сум против тебе, против претходниот, сегашниот и идниот, меѓутоа тие имаат мог да ги сменат работите. А не ги менува. Милиони евра се даваат за се и се што.
Значи, милиони евра се дава за денови на дрвото, ни 1% од тие дрва не преживеа. Милиони се дава за споменици, милиони се дават За многу. за се и сешто. Кој што нема потреба, па милиони се даваат Сега- и за вработени кои што седат дома. Да, да. Да. И тоа многу. И тоа го има. И тоа многу. И во многу институции. Така што многу ме повредува тоа што кога ќе кажат нема пари, има пари, да не се важиме. Добро, вие И сте... секогаш треба да чекаме. Еве, Секој пат директно треба ќе да ве чекаме. прашам, вие сте од тоа семејство. Да. Не помогнаа ли некогаш? Па, Мијалкови? Ми понудија на мене, лично ми понудија Лично. на мене. Проблемот беше со луѓето со кои што беа обкружени, затоа што тие луѓе ги убедија дека ние преку реп погаче тражиме. И дека у суштина многу често биват погрешни луѓе во своите кабинети. Премиерите и буквално погрешни Ги терат во погрешни погрешен информации имат. Да, и во многу тоа случаи. може би и во тоа сакаат да веруваат. Можел и да тоа. провери, може Да. би во тоа сакаат да веруваат и тоа е нели вистина. Затоа што Така им е полесно. Да. Сигурно. па не знам зошто, јас тоа го реков на сите, можете да бидете херои. Значи, можете да бидете Така е. херои во нашите животи. Значи, еве има и многу бизнисмени, стопанственици. Па ја мислам, наместо милиони евра во некоја црква, На запад се прават фондации, се вложуваат да. средства, се дават не бе, значи, бизнисмени. во Македонија, јас тоа пак ќе го кажам. Децата со посебни потреби, младите се многу дискриминирани, а уште подискриминирани се албанчињата со посебни потреби и другите националности со посебни потреби. Зошто? Кој албанец, политичар е спомнал за деца со посебни потреби? Никој, а имат собствените фамилии, ама имат пари нивните политичари, врвни политичари албански, Добро. имат деца и внуци во нивните фамилии, ама имат пари, имат асистенти, имат се да си И паќаат. молчат. Еве во Молчат, не се во Струшко има деца со аутизам албанчиња кои што се во домашен притвор. Бел ден немат видено. Тоа Зоки сакав да кажам, Страшно. парите не можат да го купат тоа- социјалниот дел од животот на овие деца. Затоа и да имаш пари, повторно треба да има, нели? Им систем. реков, значи на толку џамии, цркви и се кажувате верници, абе Бог ќе ве паша и у Библијата и Курано го имам почитано и вика грижите се за болните, за самохраната мајка, за вдовицата. Добро, тие деца Аде е не тоа. одат на училиште, ги чуваат така. Буквално со домашен притвор повеќе од тие деца. Значи имаме и во Штип, значи видни луѓе кои што се срамат од собствените деца. Дека им се со Секогаш. посебни Мислам, потреби ги често, кријат. Поготово ако се јавни личности. Да, јавни личности кријат ги и никој не смее да го каже тоа. Јас ми се случи на еден таков човек многу моќен во Штип, неговото дете скришно го земав да го шетам со моите деца, па кога дозна и беше дури со закани да не се дознае дека неговото дете е со посебни потреби и буквално не можев ништо да сторам за тоа дете и уште си е Да, и дома. мене ми кажувале некои, да речам, луѓе од јавниот живот кои што имаат деца со аутизам или препреченост, ова да остане меѓу нас, дека имам и јас Да. такво дете. Еве, Значи, сега на- Тоа се стигмата е тие голема. предрасуди Да, за да, кои што да. Да, стигмата е зборуваме. голема Голема. во семејствата, еден ако сака Да. направи нешто, нели, родителите, баба, дедо, големи проблеми. Дури и вака кога треба да се излезе јавно да се зборува, јас често пати ќе кажам на некоја друга мајка да излезе. Не сака. Никој не сака да зборува. Многу се ретки тие кои што сакаат, нели, јавно А и да, уплашени се. да, И да зборат. уплашени, и некои може би сакаат, па и друг да им ја бие битката. Има и такви, Не, сигурно. немаат време и не мислам искрено на вистина тешко кој може да излезе од дома. Имаат луѓето проблеми. Психосоцијалниот момент многу недостасува. Значи, затоа и кај фамилиите, родителите, за фамилиите семејства, кои да. што имаат баковите кои што имаат деца со посебни потреби, па околу 80% од баковите завршуваат Со развод. со развод, затоа што едниот психички не може да издржи. Попушта едно. Едниот попушта, некој пат и двујцата. Ево во Штип имаме случај, таткото умре, сега почина и мајката. Значи бабата и дедото се стари, буквално детето
чичко кој што е со посебни потреби едва го шета низ градот, значи нема решение уште за тоа дете, а тоа е крупно дете од мене, покрупно пане. Значи мислам, и јас се гредам дека јас ако ми биде нешто, истото ќе биде и со моите деца. Ќе дојдеме и до тоа, одиме повторно со рубрика Совети. Колку е важна улогата на фармацевтите во советите за подобрување на квалитетот на животот? Менталното здравје веќе не е табу тема. Како фармацевти ние сме на првата линија на фронтот и често сме првите на кои што пациентите им се доверуваат. Но нашата улога не е да диагностицираме, туку да препознаеме. Раната детекција може да спречи влошување на состојбата и на одредени симптоми кои што го нарушуваат менталното здравје. Менталната дестабилизација може да се јави во различни животни фази како последица на различни здравствени состојби. Препораки за подобрување на расположението и општата благосостојба. Ние сме тие кои треба да ја објасниме науката која стои зад лекот, а лекот е само половина од третманот и од лекувањето. Со правилна комуникација и правилен избор на лекови и додатоци може значително да го подобриме менталното здравје и да ги намалиме симптомите кои што се јавуваат. Магнезиумот често се нарекува и природен валиум. Свесни сме колкав е изборот на магнезиум, дали во чиста форма или во комбинација со други витамини и минерали. Но не секој магнезиум успешно ја поминува крвно-мозочната бариера. Таквите форми на магнезиум се цитратната форма на магнезиум, магнезиум елтреонатот, како и магнезиум бисглицинатот. Магнезиум цитрат во комбинација со B6 и во неговата формулација како течност дава побрза расположливост и зголемена апсорбција, освен скелетната мускулатура ја опушта и нервната мускулатура. Хилираниот магнезиум, односно бисглицинатната форма на магнезиум, е комбинација на магнезиум од органско потекло, врзан за две молекули на глицин. Тој дава смирувачки ефект и ги подобрува симптомите на раздразливост и нерасположение. Ultimate Calm комбинира две растителни состојки, ашваганда и шафран, дизајниране за да ја подобри расположливоста, да го смири умот и исто така да го подобри расположението кај пациентите. Сонот има важна и клучна улога во менталното здравје. Сонот во континуитет и брзото заспивање се многу битен фактор за подобрена ментална благосостојба. Сомеил содржи во својот состав мелатонин. Тоа е природен хормон кој придонесува за побрзо заспивање и за континуитет на сон во време траење од 8 часа. Кои се советите и препораките за подобрување на квалитетот на животот? Заради брзиот и тензичен начин на живот, се повеќе расте бројот на пациенти кои што се соочуваат со овој проблем. Покрај медицинските формулации и суплементацијата, од исклучителна важност е хигиенско-диететскиот режим. Советите кои ги даваме за занимавање со спорт и спортски активности, балансирана и здрава исхрана придонесуваат за зголемено излачување на хормонот на среќа. На тој начин се подобруваат сите симптоми на нелагодност кои што се јавуваат. Се враќаме назад во студиото. Спомнавте за случај во Штип за некое момче. Што доколку некое лице остане само? Каде може да биде згрижено во држава? Моментално бавдовци неговци на психијатрија и буквално таму тоа лице психички ќе попушти сега дете кој што е гредано, кој што му е готвено долу чукавчок и е шетано ни Штип и едно сено секаде. И не му е соодветно местото за да... Па не, ама таму ги држат под седативи и после неколку години обично цироза се добијат тешки седативи и здравјето и попушти и буквално Бог се смилува и си ги земе. За жал, да не се мачат. во Македонија има центри за самостојно домување, каде што живеат лица со попреченост. Што го направи Мила Царовска, Да. меѓутоа сега читам на Окей. социјалните мрежи дека некои ги вратиле. Што се случува? Не сум Не видела знам. тоа, но сакам да кажам дека не се доволно.
Значи не може сите деца. Тоа беше убаво. И нефункционални се. Не можат сите да се местат, не. Дали Тоа е убаво. функционира ли тоа? Веќе Некаде да, некаде убаво некаде не. функционира, некаде не, но Затоа што сум одела, сум снимала Да, убаво. Од функционира, човечкиот фактор зависи многу. зависи кој го менаџира тоа, зависи колку деца се, многу услови, многу Има фактори. одеа наставници, Да. готвеа таму. Да, но знаете како, пак доаѓаме до немање на кадар. Често пати фали тој кадар. И кога прашавте за здравството што недостига, многу работи недостигаат. Ослободување од работа кога е дете со ретка Да. болест или со попреченост. Проблеми на работа, не можеш да седиш нели со детето, мораш да земеш одмор или боледување. Потоа проблеми конкретно со ретките што ги нема ни во систем, со ретките болести воопшто. На времето ние не можевме пелени да земаме, затоа што тоа шифра ја немаше Ја нема. во системот. Требаше да ги плаќаме, нели? Или да лажеме дека сме под друга шифра, такви совети за жал добивавме, нели? Мислам Да се изигра системот, така, за да може така. да сте дојде до нешто што ви треба. Така, конкретно луѓето кои што работат еве како Зоки, кои што имаат работен стаж, сметам дека треба да имаат бенефициран работен стаж. Затоа што е тешко навистина да се живее со дете со, мислам да се одгледа дете лице со попреченост. И помага на државата. Точно е дека е родител, меѓутоа Па зема ние толку обврска. многу сме направиле за државата, како ретко кој од државата, што му е работа тоа. Но исто така, честопати го спомнувам моментот родител-старател, значи тие што не работат, да можат, зошто кога се Да. грижат за Да. своите деца. Така. Конкретно јас се откажав од балканска кариера, значи јас пеев низ цела бивша Југославија, пеев и во Швајцарија и во Англија, и јас морав да се откажам. Кариера градена многу долги години. Така да сето тоа е нешто што се надевам дека еден ден ќе се реализира. Има системи кои што можеби треба само да ги пресликаме. Еве има една мајка, поздрав до неа Аниса, која што живее во Германија. се Да, одсели. поздрав до неа. Да, поздрав голем. Таа вели Ребека, моето дете го земаат со бајле, во петок ми го враќаат, тој не ќе вика ни дома, некош сака да си остане таму, толку му е убаво, вика, Да. каде што оди. Оди на базени, работи по неколку часа, доаѓаат, го земаат, го носат и викам, Аниса, колку тоа го чини, колку тоа ја чини државата. Па Ребека, јас добивам извештај, околу 12.000 евра месечно троши државата за моето дете. Сега добро, ние сме далеку од Германија, но барем, нели, да стигнеме многу четвртина Со од многу тие помалку средства. може да се реши. Да, ама сепак мора, ние мораме да го прифатиме тоа, не можеме ние да ја вртиме цело време главата. Едноставно тоа е реалноста и мора да се направат. Ние нудиме и проактивни промени. решенија за кои што нема потреба од парични средства државата да Има издвои. многу И тоа не решенија. го прифаќаат. Да. Нудите законско решение. Да, Што со тоа законско решение би се решило? ма еве милион пати на пример им го имам кажано тоа. И пример беше за во Штип. Значи во Штип 14 фамилии во тоа време бевме кои што немаме типични деца. Значи, немаме типични, имаме или едно или две со посебни потреби. Нашите куќи, имоти, заштеди, значи, семејно звато некој, значи, буквално направивме проценка, проценител, се дојде до 17 милиона евра. Значи, само со нашите имоти, после нашата смрт, ако се донесе закон со кој што ќе се менаџира со нашите имоти, Да, оние кои што можат. да, Сега оние имам кои уште што две може. деца да речеме, така ама, да. например, Да. во нашиот случај, со нашите имоти би можело, например, во мојата куќа што е на 30 во центарот на Штип, може утре Мавкијан да дојде да живее со други деца, со Петар и со Никола. И не само Значи, тоа, Зоки. Има родители кои што не работат, Да. а можеби нели би го оставиле детето да речеме во некој таков Да. центар, но да работат во друг центар Во друг и да центар, земат да. некакви финанси, не мора да работат кај што е детето, нели, пошто Така, така. Значи, има ние, начини каде има начин. како може да Како се да се решаваат. изменаџи? Значи, Да. државата со години јас бавам да се донесе закон со кој што ќе се заштити нашиот имот после нашата смрт. Државата да ми гарантира дека мојата куќа и се што сум створил ќе биде искористена за моите деца и другите деца со посебни потреби. Но да, Зоки, во оваа држава каде што тешко се контролираат државни Да. пари,
Ме разбираш? Да, ама има начин за треба тоа. да има надзорни органи. Немаме надзорни органи. Да, во Англија го има тоа. Комисии, надзорни органи на терен. Составено од родители кои што ќе менаџираат. Мислите на деловната способност на децата, ако останат сами, да не им биде одземена, да им се одземе имотот? Па да, Може да се случи тоа? Ма тоа се случува. Може да се случи. Тоа се случува, значи наши роднини се радуваат доколку нешто ни се биде, тие без проблем ќе ја одземат. Поготово како Зоки кој што има 2 деца. Да, ќе ја одземат деловната способност, ќе ги тупнат бавдовци неговци и они се што имам јас ќе се го присвојат. И никој нема да ги заштите моите деца. Значи тој имот е стваран и сакам да биде искористен за моите деца. Значи во мојот случај, мојата куќа да биде искористена како мав семеен дом за домување. Само во мојата куќа би можело да изменаџива државата и да се сместат, значи на долниот спад намерно имам направено и рампа, за да можат на долниот спад да бидат пристапност за деца во Коречки, например, да бидат. Значи да оставам нешто зад мене. Да има родители кои што мислат дека можам некако да им помогнам, се обидувам преку медиумски, нели, да ги спојам објави. Има родители кои што се соочуваат со голем проблем со однесувањето на своите деца аутистични или некои други невролошки пореметувања, кои што се малолетни, имаат 16 години, 15, 17, но физички веќе тие се како мажи, нели, големи се. Во таа возраст, нели, децата се големи. И не може да се справат. И знаете, како што вели Зоки, кога има таков проблем, државата нема друго решение, треба да викнеш полиција и брза помош и детето го носиш во Бардовци на психијатрија, каде што е неколку дена хоспитализирано. Да го смират со малку, а таму дали е прашање и дали е тоа добро, затоа што таму нема потоа ресоциализација, па посебни убави простори, па некој да се грижи. Значи едноставно тие деца, како да ви кажам, фрлени и така. Не можам да разберам како тие кои што се на власт, пак ќе кажам независно кој, сите овие години. Што си мислат, дали имаат совест, дали утре мислат дека ќе одговараат пред Бога? Значи ова што го прават е голем греф. Што не наоѓаат решенија за овие лица, што не се постави некаква стратегија. Конечно. Толку години зборуваме, јас не знам како веќе не им стана срам. Значи не знам, навистина имаат ли срам, имаат ли душа тие луѓе? Има исклучоци, нели? Некој градоначалник, еве во Гостивар спомнав, има позитивен пример. Се отвори Пазл, дневен центар. Кавадовци сега ги има луѓе и кои што работат прекрасни, навистина имам околу себе убави примери, но тоа е многу малку. Тоа е многу малку, тоа не е доволно, тоа е да речеме 20-30%. А што правиме со 70% лица со попреченост? Долга е оваа битка. И поготово ние тешките случаи кои што се најтешки, за нив нема ништо. Ние гледаме, нели, и одат на надпревари лица, да речеме, со некаков друг тип на попреченост, и ние мислиме дека да, супер, име одат, се шетаат, ама многу тие не можат да се шетаат. Не можат да одат по надпревари. Да не ги забораваме, има деца кои што со години од дома не се излезени. Живеат на 5-ти кат во некоја зграда и не може никој да ги симне зашто нема лифт. Не може мајката да отиде леп да си купи за детето. Ако не е комшиката тука, таа мора да биде во затвор. Буквално. Не може кафе, за да функционираш нормално, мора и еден ден и кафе да испиеш некаде. Градови и села е страшно. Да, страшно. Па во селата исто, мислам. Така да, тоа се тешки проблеми, ќе рече некој, секаде има лица, има систем, има луѓе кои што се грижат за тие лица. Се работи на тоа. Јас велам и сега да почнеме не доцна, наредни 10 години, дајте да направиме како што треба, чекор по чекор. Немојте да се плашите. Еве ова е апел до власта. Дајте да се фатиме за работа. Дајте да ги средиме работиве. Еден проблем, втор проблем, трети, сите да се решат. Од што најмногу се плашите, иако веќе најмногу се плашам што после мојата смрт ќе биде со децата. Например, мене ми се случи, многу сакаат во превода да се децата и ги носам, и ми се случи пред 2-3 години. Тоа беше на Плачковица, Штипска, и си има патеки. И шетајќи ги по еден ден по патеката во шумата, јас сум се најверојатно сум колабирал, несвестил сум се. Значи, буквално јас се освестувам и Петар мене ме дига, поголемиот син. Значи, јас сум на земјата, онесвестен сум бил
не знам ни колку време. Петав ме дига и умеѓу време мене срцето ми се стега од никога не го града. И почнувам да викам никога и среќа од како Корија има, нери, шума, никога дојде и од тугајте навака кога да му привода, јас обавезно GPS си уклучувам на мобилниот и замолам другар на саат 2 да ми се јавува. Викам, ако не ти се јавам, одма со полиција, со такво, да интервенирате. Па еве имаше во приред. Детето Петар не се ни најде, што се изгуби со аутизам. Тоа беше Прилеп, мислам. Прилеп, да. Прилеп, да. Да, јас имам Многу такви деца, да. Воопшто не е најдено тоа дете. Така што еве се ежу. Не дај Боже Зоки да се повреди или што ќе прави? Еве јас што викам, не дај Боже Петар. Не дај Боже, еве Петар е научен, пошто државата ништо не му возможува, он веќе поради државата и системот, моето дете веќе ќе почне психички проблеми да има. Јавуваат му се анксиозност, стравови, не е вербарен и он буквално доваѓа до самоагресија. Нема како, сака од себе дури да избега. Американска психијатарка, многу позната, ми кажа дека твоето дете има самоагресија затоа што он има мисли, се разбира, он се самоповредува, вика, за мислите, со физичката болка, мислите тешки да ги исфрла, вика, од главата. Има типични деца кои што се сечат, например, за да ги исфрлат мислите. И, например, јас си викам, не дај Боже да ми се случи нога да шинам. Да шинам ногата, зашто да не можеш да го шеташ. Да не можем да го шетам, Мене значи, тоа ми се случи. тоа дома ќе биде. Јас во времето значи, на Петар ќе се COVID, многу страшно самоповреде, може и мене. Во времето на COVID јас скинав мускул на десната нога, на 2 места, по скали. Ето беше една незгода. Јас бев 2 месеци со штаки. Страшно. Знаете колку е тоа стрес за дете со попреченост? Јас го имам Милан, кој што исто треба да земе одмор, па да го шета. Че сето тоа е многу комплицирано. Нема поддршка, нема каде да го оставиш. Ти не смееш да бидеш болен, не смееш да бидеш уморен, не смееш да бидеш повреден. Не смееш социјален живот да имаш. Значи, буквално, поготово Зоки, со 2 деца. Социјален живот немаш. Немаш ништо и постепено и ти паѓаш. Жива среќа, јас што си имам верата во Бога и тоа ме одржува, ама на моменти се чувствувам како робот и сруга. Тоа е. Оти буквално јас немам мој живот, личен мој живот. И рутините се тешки, затоа што еден човек. Нема кафиња со пријатели. Па, јас морам да кажам, јас го имам тоа. Еве, врска да сакам да имам. Врска да имам, зашто треба да биде жена од Бога дадена, што би ме разбава дека јас не сакам, туку не би можел да го пружам тоа што можеби другите би го пружирали и обично ќе ти избегнат. Нормално ти биде и најдобриот човек на свето и ти е разбилриво тоа. Дури посредно беше прошao у манастир, викам, ако ово не се нешто случи, не се с мене, викам, дури ми си иде да се повречам, да се замонашам, ако ми дозволят и синовите со мене у манастиро. Че буквално толку е болно, значи да сме афричка земја, што нема пари. Значи има пари за се. Значи се е убаво што се направи, ама у Штип прво се направи динопарк, €1.000.000 се дадеа за диносауруси, еве центарот уште не е направен. И не е крив ни градоначалникот за тоа што стварно Иван сака да има центарот и сака он да го има тоа, ама е ограничен. Например, тука се и државата, значи многу луѓе се тука, ама и повикувам ги, молам ги стварно да покажат човечност, да Морам да го спомнам моментот кога имаме и други деца. Често пати заради состојбата на детето што е со попреченост, останатите жртвуваат многу работи. Често пати. И страдат. Па не можеш сакаш да отидеш некаде со нив на одмор, некаде да речеме заедно. Сега не зборувам за мене, јас зборувам за сите деца. Сакаш да возиш точаци, јас еднаш таму имам возено точак заедно со Макари и Дороте. И тоа беше, како да ви кажам, славје. Затоа што, заедно возиме точак, Маркијан негде е однесен, но бабите, мајка ми и свекрва ми,
помагаат, но ете стареат, тие веќе имаат 78-80 години. И како е поголем маркијан, тие не можат да се справат. Во Штип има пример, буквално кога умреа таткото и мајката, сестрата е со попреченост, батот, неговата сопруга го остави за тоа што му беше поставила или сестрата некаде да се даде, не планирам да ја чувам, и он буквално се разведе за да ја чува сестра му. Да, верувам. Многу луѓе се разделуваат токму поради тоа, едниот да биде со детето со попреченост, а другиот со друго или со 2-3 деца, колку се, нели? Дури со договор тоа го прават некои, дека не се сакаат. Но Зоки огромен е бенефитот кога детето има друштво, кога детето оди и да смени некаде. Јас тоа сега го чувствувам оваа последна година, значи едноставно да не е затворено дома. Тоа е многу важно. Одиме повторно со совети. Пет навики кои ја штитат плодноста. Овие 5 навики важат и за мажите и за жените. Што можеме ние да направиме за да ја зачуваме нашата плодност за иднина? Значи, не треба големи работи, не треба посебно апче што ќе го реши проблемот. Секојдневните навики прават многу повеќе за нашата плодност и за севкупното здравје, отколку одредена терапија или одредени мегадози на суплементи кои што сме некако убедени дека треба да ги примаме одеднаш во 3 месеци или во 6 месеци. Значи, кои се 5 главни работи? Одржување на нормална телесна тежина. Со одржувањето на нормалната телесна тежина и хормоните се одржуваат во баланс. Здрав сон од 7 до 8 часа. Со тоа се намалува стресот. Намалување на стресот. Што значи тоа? Ние не можеме да го избегнеме секојдневниот стрес на кој што сме изложени, но можеме да го намалуваме, да го намалиме внесот на кофеин, кој што е докажано дека итекако го зголемува стресот, посебно базалниот дневен стрес. Што друго можеме да направиме? Можеме да имаме редовна физичка активност. Некогаш само 20 минути на долги стази секојдневно ќе направат многу повеќе отколку посебна програма во 3 до 6 месеци кога ние сакаме интензивно нешто да постигнеме. Исто така, откажување од цигари. Цигарите не одат рака под рака со плодноста, односно со репродуктивниот капацитет. Редуцирање на алкохолот. Некогаш не можеме од све да се откажеме, но можеме да го контролираме внесот на штетните материи во нашето тело. Сето тоа на дневна основа, секојдневно и на долги стази влијае на зачувување на здравјето на клетката, тоест здравјето на плодноста и кај мажите и кај жените. Добро, еве за крај, може ли вака да ги наброиме конкретно барањата? Вашите барања. Може би ќе не слушнат. Да, па. Тие што треба по не знам кој пат. Многу се барања. Јас сакам да ме слушнат аудиторите и конечно да се обединеме. Доста е само да изреземе еден ден, ама стварно сите од цела Македонија. Ама не само ние, него и тие што ни се пријатели, роднини, значи, новинари, Скопје може сите. да биде. Партиите нема да може да соберат сите заедно толку луѓе колку ние. Значи да се види еднаш бројката. Као не протест. Затоа што Зоки не можат сите да дојдат. Не може да тоа е дојдат сите. проблем. Ама ја им кажав. И луѓето од власта го користат тоа. Во нивните градови барем ќе Неможноста изрезат да се тогаш. протестира или да се направи, да станат видливи, да ги изгледат. Не можат од дома да излезат луѓето. Немаат време, немаат кој да ги чува. Да, например, има деца што не можат да ги изнесат да. или ќе им бега, ќе им трчат цело време и они како сега ќе дојдат. Едноставно тешко е. И што би сакале општеството конечно да разбере? Да разбере. Знаете како? Тие слушаат се што зборуваме. Дури понекогаш велам, дали воопшто вреди ова што го правиме да зборуваме, затоа што многу години помина, еве 20 години ќе прави Маркјан, Петар 22. 22 ќе помни. Така да и Никола. Никола, Тоа се години борба и не само борба, ние правиме системи преку нашите здруженија им покажуваме на властите што треба да се прави. Ма сите разбравме, ние новинарите со години ве следиме, Да. знаеме. Опчињата да зборат и они ќе И кажат. некако си велиш, па добро, зошто не се случува тоа конечно? Некако си велиш, дали некој слуша или дали воопшто некој разбира, велите дали не разбира. Мислам дека не разбираат. Толку се луѓето егоцентрични, свртени кон самите себе. И желбата за моќ, за пари, за она што е модерно во денешно време, нели,
да се биде виден, да се има, не знам, неколку стана ваква кола, нели? Тие се вредностите. Се е приоритет. Тие се вредностите Тие се кои што ги вредностите. живееме за жал, не зборам за А за нас. среќа толку малку треба. Но никако јас велам, па барем секој еден помалку, по тровче, да направи нешто за овие лица. До сега ќе беа сменети работите. Луѓето обично не сакаат да се замараат со нас. Мене тоа не ми се случува, ајде се исклучи. Сега сигурно ќе го сменат програмот и нема да не следат затоа што едноставно тешко име да ги слушаат. Да се случи секому. Да ги слушаат нашите проблеми сега. Па и ние не сме Тие се ќе надевале, слушаат. да. Никој Дека- не знае Никој дека не- така, таман работа ни на крај памет не ни било. Но морам да кажам дека и Зоки и јас и пред да сме биле во оваа ситуација сме биле истите луѓе, сме Да. помагале. И тоа е најверојатно нешто што го носиш и од Така дома, е. Ја- домашно Така, и во воспитување. себе. И Јас- затоа треба да се воспитаат децата правилно. Во Дека основно, има и да. лица со попреча. Во основно училиште бев една година со номарено поведение, затоа што се степав со други деца. Имавме Заради посебни некој поварелки, малтретираа деца од посебните поварелки, а јас претходно беше жртва на буренкот и беше дебелко дете со головна мана и без татко. Оти татко ми ме оставил како бебе. И јас буквално се степа со тие деца за да ги банам децата со посебни потреби. И на мене ми беше намерено поведението. Оште да- тогајта, значи сум Наместо на како нив. како да е било предодредено дека јас ќе се бовам за овие категории. Клучно е воспитувањето. Клучно е Клучно е воспитување. воспитувањето дома, во домот, како што е клучно и за булингот што се случува по училиштата. Сето тоа е од дома и конечно мислам дека треба да имаме родителство одговорно по секој основ, затоа што оваа држава си ја имаме, таа ни е една малечка така како што е. Има добри луѓе, има добри родители, но се почесто се соочуваме со родители кои што немаат време за своите деца. Тоа е незамисливо, да немаш време за своите деца, кога веќе ги имаш. Трчајки по се и се. Пак да имаат разбирање Да, за другите или за вакви Да, мене работи. и кога се откажав од кариерата свесно, нели, затоа што морав да го гледам Маркијан, дури една пријателка вака ми рече: "Па Ребека, ти имаш услови, настап, нели, големи хонорари имав јас. Земи си две жени, нели, нека го чуваат, зошто се откаже? Кој може да ја замени љубовта?" Така е. Ме разбирате? Никој. Љубов им треба на децата. И на ова општество ни треба љубов. Едноставно тоа е, навистина, се што можам да кажам, и верба. Верба во Бога, верба во Да. добрите работи. Затоа што само така ќе успееме. А се додека имаме ваков партиски систем, за жал, вакви работи кои што секојдневно ги гледаме, убиства, булинзи, собраќајки, во толку мало просторче, нели? Тешко е. Тешко. Тешко е. Тешко. Вашите деца го збогатуваат спектарот на бои, не учат сите нас на различности, ама не учат и да бидеме подобри луѓе. Да. Се надевам ќе го разберат тоа и тие што се на власт, без разлика кои се, политичарите, Така. тие што седат во собрание. А јас ги повикувам, значи, се случи еднаш и вас те опозицијата да изгласат нешто едногласно кога си покачија патите. Нека бидат конечно едногласни и за Ме нас. штрецна за момент, реков, што било тоа? Да, кога си ги покачија патите за 78% Тоа или беше за патните трошоци се иронија толку до се сите. строжни за патните трошоци и исто имам видено пратеници кога сум бил во парламентот кои што као ВМРО СДСМ албански партии демек национализам, они се најголеми македонци, најголеми албанци. Во суштина, у бифето, што е многу поевтена храна јадат од нас, се први другари. Се гушкаат и Се гушкаат, да. Уште ова сакам да додадам. Овие години не можам да си простам што им верував на сите тие министри, градоначалници, директори, Да. кои што не ти велат не. Тоа е многу страшно. Да, ќе биде. Да, ќе биде. Еве сега следниот месец, или да, ќе организираме, сега ќе изградиме, или не знам сега овој мандат, ајде следниот. Или ќе ви дадеме земјиште. А ни тоа не се случува. Тоа не се случува. Значи има толку Значи, земјиште. лажат, буквално тоа е лага. Значи, лажната надеж е лага. Нема, мислам, Нема Лажната полошо од лажна надеж. Нема полошо. тоа е нешто лошо. Многу Подобро болно. да ми кажеа не може ништо, Ребека, баре си чаре, овде ништо не бива. Не, тие мислат дека, уствари мислат, тие сакаат да ни кажат така, затоа што најверојатно
ги гриза некоја совест и така во моментот кога ќе дојдеме на разговор. Да, не знам дали прават пропаганда. Јас на пример во Си се посредно слушат време самите како во водител за подршка сум, значи кога ќе ми дојдат млади водители со што току диагностицирано дете или треба да се диагностицира, првиот совет ми е одите ако имате можност во некоја нормална земја. Сите ние сме Оти ние родители не за сме подршка. нормална земја. Затоа што сите Да. што поминуваме низ ова, Да. секогаш некој ќе ти се јави, Се јави да те ќе праша. праша за И совет. веќе тоа ми е советот да бегаат од тука. Викам, луѓе, ако имате шанса, одите у И нормална јас тоа го земја. кажувам веќе затоа што едноставно многу Во Косово е тешко подобра ситуацијата од Македонија за децата со посебни потреби. Во Косово, во Бугарија, во Грција. Мислам дека дното ние го побиваме некако дното, а може, многу малку треба за овие деца. Значи, доволно е, еве, Баба Садовска, што е од Повска е она, фондација Бавка. И таа ми каже, значи, во Повска, ако веќе државата решила да не ти помогне, значи она миже, ако земеш сам да си помогнеш. Значи, вика, многу центри у Повска во почетокот, додека да се развие систем за подршки се, на диво се вика изградени од родители, ама државата вика, ако треба, ако е од општи интерес, значи ти нема да градиш фабрика, ти градиш центар за деца. Значи, доволно ни има многу општинска земја да ни дозволат сами да си ги изградиме центрите, а и сами да почнеш да ги градиш тие со бирократија ќе те спречуваат. Да. Значи, едно од најуспешните здруженија во мојот свет, кој што менаџира толку центри, сега има нов центар за такво. Буквално за бирократски смешни работи ги кочи отворањето на центрите, немало рифт. Нека се отвори, па и рифт ќе има. Наместо како пример да се земат, Црквата Да. исто треба да се вклучи. црквите и Во за Грција, треба, во Србија, и ВЗ и верските црквата. заедници, значи треба да се вклучат конечно. Во ништо Имаат не се имоти, нека Во дадат ништо. имот. Така, зашто да не? Имаат Јас и дури големи имоти. и бев до собарање, значи до поглаварот, но нема земјиште. А така стоат тие земјишта. Се изморивме, буквално. Јас сега не знам дали имам и сила веќе да... Ма ние еве во Штип, Немаше слух. Така? во Штип изгубивме Иако сум побожна секоја чест, но Тоа е сосем друга мора работа. да избегаме од милосрдието. да. Милосрдието е една работа, супер. Но треба секој еден да помогне, поготово луѓе кои што се во црквата. Сметам дека секој на свој начин Црква, треба да се да. вклучи. Бизнесмени, политичарите да го... Ма секој на свој да го- начин. Секој на свој Затоа начин. велам секој помалце нешто да направи. Не милосрдие, да помогне, да земе едно дете да го прошета или не знам, да направи нешто. Било што има толку сега многу работи кажавме, да не се повторуваме. Мене сега Свесно. ми се случи, јас пред некој ден плакав од среќи прв пат се расплакав, ко слушнав дека на моја блиска пријателка, нејзина другарка рекла, ај ако дојдете во Битова, моите деца ќе ги шетаме со твоите. Значи, тоа за мене беше посре година и пол, две, некој ми, што не ме знае лично, Така се понуди. се понуди нејзините деца да ги шета со моите деца. Тоа за мене беше цел свет ми го даде таа жена, не ни познавам, заблагодарувам ми се. Има такви луѓе, слава Има на такви Бога, луѓе. но малку Значи, се. можеме секој со малку сумав гест Така е, некој пат така е. направиш на некој дено му го надеш му дадеш на човек дека ќе биде Кажавме, подобро. Многу работи верувам уште, многу. Има. Нека ни што не простат се ако нешто не кажани. спомнавме на вистина, зашто Да. многу работи има. Затоа Сигурно што ќе имаме и друга прилика да кажеме, јас се надевам ќе слушнат барем нешто ќе се спортски помогне. активности. Само Мртва ова точка. сакам, ги повикувам сите родители и фамилии кои што имат деца и младенци со посебни потреби. Вклучувајте се, изјавите у медиуми, пишувајте, Зборувајте, од барајте. дома никој барајте, тропајте и дајте конечно да договориме еден ден буквално да не видат по градовите само Вака, така со очигледно борба не сте им видливи. не сме им видливи, да, не сме им видливи и барем да ни дозволат сами да си го решиме проблемот. Заборави да кажеш дека сите се потпишаа, нели? Да. Од 5 до 12. Да.
и на балот на различности, Да. многу потписи собравме, после рекоа тоа Десвети не важи. тоа не важи. Дека немало лични карти, немало Да, бирократија. матичен број, нели, и тоа не важи, а се потпишаа сите. И тие претходните, и овие, и сите, више кој не, и џабе. Значи, И публика. затоа велам Смо дали истерика тоа да се воопшто, додека се потпишува. дали воопшто тоа и ќе функционира и така да биде. Значи, се е од секој еден човек. Господ да им даде дар да гледаат со срцето, а не со очите. Само љубовта може да го спаси овој свет и особено земја како нашата, конечно да почнеме да се сакаме. Многу малку треба за среќа, значи секој еден може на некој да помогне. Значи, Тоа е тоа. Јас многу луѓе ви да остане. благодарам на овој разговор. благодарам на вас.